Со низа манифестации денеска се одбележуваат 35 години од смртта на големиот поет и револуционер Ацо Шопов. Ацо Шопов е учесник во народно-ослободителната и антифашистка војна на Македонија и се наредува во врвот на борците кои ја водеа 4-годишната војна, која извојува победата над фашизмот и создадаа државата со име Република Македонија. По тој повод денеска беше положено цвеќе на бистата пред Домот на културата од Сдруженијето на борци, градоначалникот и други учесници во политичко-општествениот живот. Но Ацо Шопов не е синоним само за народно-ослободителната борба. По војната, во следните 4 децении од животот, Ацо Шопов ја продолжи својата борба преку литературното творештво, која остави траен белег над современата македонска книжевност. Токму по тој повод, денеска во Домот на културата беше промовирана книга поезија на Благој Самоников "Непрозирна светлина". Ниеден пророк не е омилен во својот град, велат. За поетите шеговито знаеше еден македонски боем да каже дека секој град си има свое проклетство што се вика поет. И тоа проклетство што се вика поет ја има таа постојана задача да го освестува својот народ и тоа е типска слика во многу поезии. Покрај промоцијата на книгата во одбележувањето влезе изложбата на сликарски дела на Драган Ристов, која е негова трета изложба досега, на неговата пасија со која се бави цел живот. Првите две изложби стануваше збор за цртежи од молив, најчесто на тема човек, односно тоа беа портрети или актови. Овој случај имаме околу 20 на цртежи кои што се изработени со пенкало, со мастило, делумно со молив, делумно со боја, нема некоја строга граница. И разликата е во тоа што за разлика од луѓе сега имаме објекти, најчесто станува збор за стара македонска архитектура, стара архитектура воопшто. Ацо Шопов почина на 20 април 1982 година во Скопје, како еден од најугледните и најзаслужни граѓани на поранешна Југославија.